Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Техничкиот премиер Спасовски побара од пратениците разрешување на техничката министерка за труд и социјална политика Рашела Мизрахи. Предлогот денеска стигна до пратениците кои треба да гласаат за или против разрешувањето на Мизрахи за наследната собраниска седница. Цитирам: "За се може да има компромис, за се може да разговараме, но за непочитување на устав и закон нема компромис. Ако некој смета дека ситнопартиски интерес, политички интерес, не знам какви други се поважни од Македонија и од иднината на оваа држава, се лаже многу." Предлогот е веќе доставен до собранието и предлагам да биде разрешена поради тоа што мора да се почитува уставот, но и законите, рече Спасовски. Мизрахи пак во телефонски разговор за телевизија Телма вели дека не очекува пратениците да ја разрешат. Тврди дека не е виновна за ништо. Цитирам: "Не очекувам да бидам разрешена. Не направив ништо и не сум виновна за ништо. Апсолутно ќе ја почитувам одлуката на пратениците каква и да е, бидејќи тие ме назначиле. Тие можат и да ме разрешат. Министерството за труд и социјална политика и пред мене било предупредено дека не била сменета таблата, но и во буџетот за 2020 година не е предвидена таква набавка. Јас не сум одговорна за неспроведување на законот на мојата предходничка", изјавила Мизрахи. Таа вчера кажа дека нема намера да ја менува таблата со името Република Македонија, па дури и е подготвена да плати казна од 5000 евра. На разумот Спасовски апелираше и лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Тој вели дека укорот за Мизрахи првично стаса од грчка страна со протест на нота до Министерство за... Не се извинувам, ова не е негово кажување, туку чисто да подсетиме дека укорот за Мизрахи првично стигна од грчката страна со протестна нота до Министерството за надворешни работи, односно дека двајцата технички министри го кршат договорот од Преспа. Предлог за разрешување на Мизрахи прв од Спасовски побара ресорниот министер за надворешни работи Никола Димитров. Додека пак Мицкоски, во она што го спомена за разум и кое што ни е дел од темата, вели: "Свесни се дека губат, ја разбирам нивната нервоза. Знаат дека следи одговорност по 12 април. Нема потреба од ваква нервоза, бидејќи граѓаните се тие кои на крајот од денот сите овие политички гимнастики, што се обидуваат овие сценаристи да ги креираат, негативно и влијаат." 0260 91 924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да ни ги давате вашите коментари за темата. Спасовски бара разрешување на Мизрахи, а Мицкоски вели дека нема потреба од ваква нервоза. Добар ден. Добар ден. Нема потреба за разрешување. Огнен, зошто да се разрешуваме од ова жална Македонија, до вчера меде носеа жална Македонија? Ако таа табла постоела пред ова министерка пред да дојде, зошто тогаш никој не покренува поставка? Ве до кога бе на македонцината за туѓи интереси се отвараме некој се јаде мени со други? Јас се прашувам, ако тој договор, носно тој договор со Грчка, Преспански договор подпишане за тоа таблите менување. Меѓутоа во тој договор исто така пише Грчка да ги почитува законите, треба тој договор. Зошто во Грчка уште политичарите Скопје не нарекуваат, не сакаат воопшто Македонија спомнат? Зошто пред да влезеш од Грчка во Македонија уште пишуваат Скопје, не пишуваат Република Македонија? Па до кога ние само за туѓи интереси меѓу себе, само за лични интереси за туѓи држави, за наши лични интереси, све се само се гризиме, само сядеме на штета на граѓаните. Замислете, место се бава со проблемите, граѓаните, држава што ги имат, економијата, социјалата, луѓето ни избега. Десан млади невработени уште имаме, ние живеат од пензија од родителите. За темата ве молам, задржете се. Темата, тоа се бават министерот, треба Спасовски да за друго да кажу, ако ова сега е премиерот. Економијата да, ако била таблата пред тоа, како се ова министерка? Па не, ако нема го финансии за 2020 година предвидено за таа табла, па како се? Па кој ќе дојат финансите, кој ќе срети тоа? Меѓутоа ќе дај Господ да не пријде Шпанија во НАТО, да не пријде, дај Боже да не биде, па да се средиме, да гледа се свртиме кон нас во Македонија. Не да гледаме кон НАТО и кон Европа, и кон Европа, меѓутоа кон НАТО. И да не знам, страшно грасно нешто се случува во Македонија. Благодарам, хвала пријат. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, поверете? Да, добар ден. Добар ден, ве слушам, поверете. Прво, значи, посакам убав ден на сите. Благодарам и ние вам. За директно пратење од страна од трети земји не ви работи. Чи да сакам да ве пратам, не може да пратам. Ево само едино Косово, Македонија имам таа чест. За темава, контролата е одамна изгубена на
политичари, значи кормилото кај што плови, родот плови, значи никако не плови кон народ. Втората работа, значи кога нема самоконтрола во една држава, тогаш се знае што настапува. Анархија, значи кој што сака тоа може да прави. Техничката влада и премиерот, моменталниот сега што е технички, значи немаат ингеренции. Некој што малку повеќе се разбира во политиките, значи ова е се само креирање на водово, народот пошто и така е заблуден, некој ден политика. Значи не му дават обзир опција, види нешто поубаво, подруго. Сите кои што излегле од Македонија, значи виделе трета опција. Живот без политика. Значи како сите нормални луѓе, да работат, да творат, да работат и да донесат култура и да вложат во нешто напред. Сите ние кои што сакавме да вложиме во Македонија, не е битно од која партија, значи. Политичкиот момент се викаат не е за влагање. Се викаат бега што е можно подалеку. Значи како ние, ако не вложиме во една нива, да го посееме семето, нема ни да никне ништо. Така овие политичари, значи, ја разора и не оставија ништо што може добро да се роди во неа. Значи, првата работа е тоа што самите, меѓу себе, изправат замерки се потребно. Јас знам дека власта е сладка, но е многу кратка. А посебно ако има одговорност. Примерот е тоа, значи, не е едноставно. Имајте убав ден и пријатно. Благодарам и јас вам ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Рече некој власта е сладка, ја му викам батка, вистина е кратка. Но ја имам душа сладка, поздрав од славното село на Мирчасев. Прекрасен, сиен, а огнен е пламен и камен има срце, издржува какви да се притисоци. Но ова е поздрав посебно од Киро Лисков, вистински од славното село на Мирчасев, Прилепско Оревоец. Одма да се префрлам Господу да не ми го зема на ова прекрасна тема. Ајде. Разрешување на Мизрахи. Па Мизрахи има страсти јаки. И ја би препорачал славното село на Мирчасев. Не 5.000 или како рече евра да плати казна. 5 милиони да треба да плати, народот мора да се дигне во пламен, да се вивни и донесе да достигне, односно таја да оди напре. Ја не знам, прв пат ја слушам. Ова е она најврвната војвода. Па да не наречам како беше, сега не ми текнува, јако сум возбуден, но ова Мизрахи некако чудно ми е, но јака борбена жена. Па и нема не за смена. Напре Мизрахи и држи се, имаш луѓе јаки, а ќе видиме тек сега колку се јаки. А не Оливер да кажува, тој е она најхрабра жена, што и нема во веко смена, како и на песната што беше Марија Млада невесто, не се продава ни за злато, бато, ни за сребро, ни диаманти. Туку таа е вера, а ова не знам што вера е, не знам, но ќе се распрашам. Ќе распитам што е кој, но за мене е најврвна македонска војвода, иако не го познавам имено. Ете, тоа е то, најверојатно таа е многу со длабоки корени растена во Македонија и верувајте дека би требало таа да застане не за премиер, туку да сите премиери да вида дека Македонија не се мери со лаги и со таги, туку се мери еве со ова. Добро, благодарам. Истече времето, ве поздравувам во Оревоец. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Здраво, Огнен. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Вака се. Јас колку што онака се разбирам, во Преспанскиот договор стои дека во текот на 5 или 6 години, не знам таму колку, треба постепено да се менуваат за внатрешна употреба символите. Значи, зошто ние трчаме? Ја предлагам, доколку имаме асолни политичари во државата, без разлика кој е на власт, доколку не се корумпирани, доколку мислат за народот, доколку не добиеме датум за преговори, тоа е влез во чекална, тоа е веќе мизерија. Све направивме, што сакаат уште Западот. Значи, планот е да не постои Македонија, ја планираат голема Албанија и ние треба да бидеме достоинствени. Преспанскиот договор не можеме да го прекршиме, но можеме за внатрешна употреба Македонија да си стои во сите институции.
Значи тоа ги поминува сите граници, ако не примат ниво чекална. Тоа значи наредни 5, 10, 50 или никогаш да не влеземе во Европска унија. Но ако не примат ниво чекална да почнеме преговори, тоа што треба да бидеме достоинствени. Да, добро, да се задржиме, ќе ве молам до темата конкретно. Во врска со ова што е министерката. Ние слушнавме вчера и за министерот за, како го викаат, за здравство, дека неговата баба прави куќа со оној што добил највеќе тендери. Господине, значи дали министерот за здравство е дел од темата? Не, кажувам зошто па немојте ве молам, еднаш ве предупредив. Зборувајте за темата. Зошто Оливер Спасовски не му поднесе разрешување на него? Тоа е прашањето. Значи не е дел од темата тоа. Тоа се обидувам да ви објаснам, веќе 2 пати ви посочувам. Значи многу едноставно ги замолувам гледачите да размислат пред да се јават во емисијата. Спасовски бара разрешување на Мизрахи, а Мицкоски вели дека нема потреба од ваква нервоза. Многу е едноставно. Паралели може да влечете заедно од договорот кој произлегуваат, како што беше гледачот со таблите. Во Грција со таблите, кај нас, веќе да ви кажам и муабетите за таблите ми се толку многу бесполезни во оваа ситуација во која што сме сега, но во секој случај тоа е тема на денот и зборуваме токму за тоа. Многу е едноставно. Не за бабата на Филипче. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до тебе, Огне. Благодарам, ве поздравувам. Без тревожење, тоа е тоа. Така, повелете. За непознатата војводка. Сега вака. Значи, Спасовски бара разрешување на Мизрахи. Мислам дека со право. И зашто? Опомената еднаш. Женава дека треба да го почитува уставот, да ги почитува институциите и да си постапува онака како што треба. И сега излага толку силна. Вели дека упорно нема да го почитува уставот, нема да го почитува Преспанскиот договор. Ако треба и пари, казна ќе платам и не ја менувам таблата. Како бе, одинает ли ќе работиме сега овде? Ти не си поставена да изигруваш војвода. Ти си поставена да се грижиш таму во Министерството дали ќе има злоупотреба. А не да се покажуваш колкава си голема во однос на името и поголема си од мене или од Огнен или од кој да е. Не, многу си мала, затоа што вчера сите стана под уставното име да ратификуваат договор на НАТО. Па дури и ДПМН. Мицковски исто така да не ги фаќа последните сламки за да може работава по било која основа да се даде причина на другата страна да ни ја закочи. Еве, НАТО бидна работата, ќе се официализира со Шпанија, меѓутоа, дајте сега со Европскава Унија. Зашто на некого да му дадам разлог да ми го растори она што сум го градил и што сум жртвувал заради овие услови сега. Така се однесува Мизрахи, така се однесува и ДПМН. Сметам дека Спасовски со право бара разрешување затоа што веќе беше еднаш опоменато. И сметам дека пратениците треба да ја разрешат и еднаш да ставиме во глава дека не може да си играме со национални интереси само и само за да придобиеме што е можно повеќе од оваа аморфна маса на луѓе која што треба да не гласа, затоа што ништо не разбира и затоа што... Така, благодарам за јавувањето, истече времето. Дали има некој следен на линија, повелете? Ало? Да, добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Вака, Огнен, јас со се сложувам со претходниот гледач. Само ќе додадам нешто. Не е толку проблем таблата што стоела за неја, колку незиното дрско, арогантно и цинично однесување на екранот. Зошто таја вели ако со смеење, пази, циник, ако треба ми 5000 евра ќе платам казна, ама не отстапам од она што ќе го кажам. Значи тоа што го кажала да не повторувам. Сега, од кај се тие 5000 евра? Од претходната власт кога беше во друштво со другите 11 години, што добија се со татко и Виктор Мизрахи. Срам да е. Со наши камења ќе не тепа по глава. Незиното однесување е проблем. Мицковски не знам зашто ја брани. Вакви ли ќе бидат луѓето ако добија власт Мицковски? Према граѓаните дрски, арогантни и безобразни? Тоа е само едно општо домашно невоспитување. И само бендисаност на Мизрахи. Подхитно да се тргне од тука, зашто ако сака Мицковски да гласаат граѓаните за ВМЗПМН, треба ни за скроз да ја тргне од. Така. Добро. Се случај во рете. Дали имаме некој следен на линија, повелете?
Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Чудно од прва да добијам, тоа неверојатно. Се радувам, повелете. Јас би имал еден ваков предлог. Прво да ја казниме Мизраки, Добро. да ги земеме парите, да го наполниме буџетот и после да ја тргнеме тука. Абе, луѓе, дали таа табла стоела пред да дое таа Мизраки? Може ли вие, господине Огнен, да ми кажете? Дали таа табла стоела таму пред да дојде министерката? За Република Македонија. Ако стоела таблата, си имало служба кога веќе било донесено она со Преспанскиот договор да се викаме Северна, одма почев од тие шахтите канализацијски и се друго да се смени. Ако таблата била таму кога дошла, што е крива жената? Што е крива жената? Таа е министерка, таа нема да менја тамо тие надписи, по тоа се барта. Не е она како овој министер Албанецов шиде од улица на улица па гледа дали е двојазично упишено. Така. Абе, од граница, ако Так. појдете од граница према Солун, ќе ви кажам, колку табли има тамо Скопје. Зашто ние не дадеме некоја протестна нота до грците, ама немаме смелост ние, ќе ги нарушиме нашите односи. Видете дека Преспанскиот договор направи езероно да се исуши. Природата гледа. Да знаете дека сами ќе си ги извадиме очите. Ако сами не си ги извадиме очите, никој не ни ги вади. Бидите поздравени. Благодарам за поздравот и јас вам ви посакувам убав ден. Ова уште го нема вслушнато. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Добар ден, Да, ве слушам, повелете. поздрав од Прилеп. Поздрав, Блаже, повелете. Од сношти наваки ем си изнастав, ем рајат ми е душава. Добро. Сега сме сите северџани, сите сме еднакви. Добро. Вие сте. Деки, езероно се испразни од стрејча, од радост. Езероно се испразни сето. Сега наново ќе се полни. Добро. Преспанското. Не е до тоа до таблата, тоа е до односот на министерката. Циничен. Инаку, сите едногласно со консензус го донесовме Северна Македонија. Колку сака да и лажа сега, појќе не може да и лажа. Оти ќе го раскина договорот. Нема раскинување договорот, појќе му кажа до знаење на сите симпатизери на ВМРО. Биди ми поздравен се на југо. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и ве молам муабетот за езерото нека заврши со овие две јавувања. Следен на линија, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Па вака, и јас сум за да се разреши поради тоа незиното цинично понашање. Значи, во ред може да погреши секој и да извини. Така да и да остане тоа на тоа. Меѓутоа, таа се понаша и понатака се исто. Значи, не мора да го иритира народот. Така она дошла на таа функција каде што била таблата со новото име. И така ќе остане. Меѓутоа, ова стварно претерано, цинично понашање, па се смее. Па таа има пари, па ние немаме 5000 евра. Таа имала пари за да не купи дури. И да мораме нега да ја гледаме, ве молам. Кое понашање? Нула. Па она ли личи на некоја министерка да се засрами, да се покрие со некоја кеби да ја снема пријатно. Пријатно, благодарам за јавувањето. Само по полек. Добар ден. Хало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Ако би биле сите како Рашела, министеркава, би имале држава. Добро. Сите ако биле. Докажа она што е држава, што е македонски народ. Она го кажа правото лице.
како треба да биде секој македонец. Не случајно Израел е држава со такви луѓе каква се е Рашела, така ли се викаше? Затоа што Израел обкружен од сите тамо, па обстоит. Како не се срамат они што зборуваат? Држава никогаш не се губи. Народ се менјава се и се што. НАТО ќе се измени. Може и утре ќе излеземе од НАТО, нема да влеземе во Европска унија. Ама државата ни отиде. Таблата се фатија за таблата. Зошто министерката претходно не е на слика да рече, чекай бе ти, што не менјаш табли? Гледаш Грци не се изменјаа таму, нема ништо више, према договорот се смениле грците. Исто како времената с погода што е сменија, така сега е сменето. Појдете ли кај Грци, ќе видите дека све по договорот изменето. И Рашела не чинела, молим те. Чина тој е продадени што земат да јаси, што јадат, што бранат. Не можат да бранат. Па Мицковски го спомнува таму. Мицковски. Што украл Мицковски? Што? Украл, таму рече колку 3-4% акции. Ние имам да купам акции. Кој ми брани? Страх е од тоа што треба да изгуба да се отворат сите пори. И нема кај да бегаат. Бомби ќе излагаат други. А Рамилуко што го направја, од тоа се плашат. Еве, законот се немчини, до бомбите ќе важеле до денес, а од утре да не важат. Ма немојте. Нема кај да бегаат. Така. Благодарам за јавувањето. Најдов на текст објавен на 9 февруари 2019 минатата година, значи точно пред една година, без плюс 3 дена, кој што вели вака: по ратификацијата на протоколот за пристапување на Македонија во НАТО за моменти сте збунив да не е од денеска веста. Но потоа веќе кога читате од страна на грчкиот парламент, следува спроведувањето на мерките и активностите што ги најави македонската влада за извршување на обврските што произлегуваат од договорот од Преспа. Владата веќе формира интерресорска група која ќе треба да изработи национален акциски план за спроведување на натамошните мерки и активности, а во рок до 7 дена. Значи, во рок до 7 дена, државните институции, граничните премини и дипломатско-консуларните представништва ќе треба да ги сменат таблите со новото име на државата, Република Северна Македонија. Од владата не очекуваат проблеми од државните институции при користењето на новото име на државата. Употребата на новото име на државата ќе биде усогласено и со Законот за употреба на јазиците, што значи дека таблите ќе бидат напишани на албански јазик, бидејќи како што изјави неодамна владиниот портпарол Миле Бошњаковски, албанците се 20% на државно ниво. Препораки за промена на таблите ќе добијат и единиците на локалната самоуправа, а секторите и службите за односи со јавност на државните и јавните институции ќе добијат насоки за употреба на уставното име. Текстот, кој што го прочитав пред малку, е од 9 февруари минатата година 2019. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Да. Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Благодарам ве, поздравувам, повелете. Кога... Да, има. Да, само намалете го тонот на телевизорот и слушајте ме во слушалка, оставете го телевизорот. Ве слушаме, повелете. Дај ми ја слушал. Ве моја момент само. Да. Се ме слушате? Да, ве слушам, да, повелете. Ева, сакав сега само да ви кажам. Ајде. Кога и Мизрахи ја предложија од страната на ВМРО да биде како министер за социјала, со такво школо, мислев дека она ќе биде кој знае кој што. А она една невидена ароганција, една невидена безобразлук покажа и што мисли она, докаде ќе оди со тоа. Со тоа може нешто да постигне. Добре. Значи, требе, не само што требе нези да истераат од тука, туку она сама треба да си отиде. Безобразлукот нези не иде до никаде. Добро. Толку од мене, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, Огнен. Добар ден. Види, таа министерката може на незината куќа, ако некој му постави, да го трне.
може на низината, во незиниот двор, во незината куќа. Како е тоа незино младо, девојче за мене е девојче, черка, да се понаша така, ја ќе платам 5000 евра. Па ќе земе тоа со труд и социјала, па ќе ги плати. Подкритно да се разреши. Нема тука милост. Не може да ја руши државата она. Затоа што целиот свет на тој преспански договор подпиша, целиот свет гледаше. И таа ќе се понаша како да е во незината куќа. Во незината куќа, што сака нека прави, така кине, нека крши, нека прави. Во незиниот двор. Ама држава да се понаша она како да е единствена во Македонија. Нема други. Друг народ не живее овде. Немојте, Огнен. Срамота за такво младо девојче. Срамота. Брука, искрено ти кажам, јас се срамам на моја ќерка да е вака да ми направи. Па ја нема да ја примам дома више. Пријатно све најубаво. Пријатно, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, добар ден, повелете. Благодарам. Па, ја прво морам да се сложам со господинот председател на влада, дека е во право, што побара да биде сменета, односно отстранета Мизраки од тоа место. Прво, она треба да се врати назад, дека кога го подпишала тоа решение, на тоа решение пишувало Република Северна Македонија. Она во начело се сложила да стои позади тоа име и позади таква табла или што ќе биде напишано позади неја, каде што ќе ја означува државата која ја представува. Со кое право она, значи, после сето тоа, значи го прави ова. Со тоа име, значи, што се го носи таблата, го прима личниот доход секој месец. Па дали не размислува дека таа држава, која се вика Република Северна Македонија, и го возможила оно што сега треба да го работи, а не го работи. И овдека нема да се сложам со еден гледач кој рече, значи, да се срамиме сите. Јас воопшто не се срамам дека сум од Република Северна Македонија и јас се гордеам со тоа, затоа што и понатака останувам да бидам македонец. Нема да бидам друг, некој кој што со друго име и презиме ќе бидам. Значи, тој нон-стоп тоа го потенцира, ова нека му биде како реплика, сите не тера да, значи, да бидеме онака како што тој размислува. Прво, ние сме многу учесници во овие емисии, кои што имаме своје размислување и сите го кажуваме само својот став. Не ставот на претходниот или на идниот. И не треба, значи, никој да нас не наведува натака. Меѓутоа, мислам дека овдека она покажува дека ќе се плати од средствата на Министерството. Не, ако она сака да плати, ако е толку горда, значи, тоа да го плати тоа од своите... Така, истече времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Добро. Добар ден, дали имаме некој следен на линија? Здраво, Огнен. Да, ве слушам, добар ден. Вака сега реплика, преска ми рече дека не сум бил на темата. Да. Вака сега ќе ти објаснам. Зошто сум на темата? Значи, некој од гледачите спомна дека Мизрахи ја сменила таблата. Таа не ја сменила. Него таблата стои истата што била од секогаш. Значи, не ја променила со новото име. Голема разлика е тоа да врати друга табла, старата табла да ја врати. И сега, основното прашање е, зошто Мила Царовска, година дена била, зошто она не ја променила таблата? Па оваа кога дошла да биде табла двојазична, Северна Македонија, ти реков ми рече. Тоа е она што ја почнав темата, дека многу е важно Преспанскиот договор што пишува. Јас, колку што знам, има рок. Во текот кога ќе се отвараат поглавијата, полека за внатрешна употреба ќе се
менуваат имињата од Македонија во Северна Македонија. Зошто да брзаме? Ја ти реков побрзане, само не ме остави да ти докажам. Немаше ни време веќе. Значи, поентата е таја. Поентата е дека година дена имала претходната министерка, а не ја сменила таблата. Штом година дена не е сменета, зошто па сега да се менува? Кога ние имаме време, во текот, ние уште не сме влегле, тоа го кажа. Уште не ни дале датум за преговори, а ние почнавме да менјавајме имиња на што знам, на аеродроми, на ова, на она, за внатрешна употреба. Зошто брзаме? Тука го гледам она што не е патриотско во политичарите. Зошто да брзаме, а не сме отвориле ни едно поглавие? Тоа е поентата. Добре. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Среќен и убав ден. Благодарам, повелете. Бидете македонци сретни, бидете горди, не се напаѓајте, не се навредувајте. А ако одиме така, дека Мизраки, или како се вика министерката, не е важно, била крива, па има суд, има луѓе кои што треба да докажат дека она е виновна, а не ние да ја напаѓаме. Оти никој не рече дека е срамно премиерот да ни вика ево мало сутра. И ако не добивме датум, да не мислите власта ќе ви ја дадам. Дали власта е на татко му, на мајка му или моја? Не. Власта е на цела Македонија, на цела држава. Дали тоа не е срамота? Дали не е срамота министерот Димитров кога рече народ со комплекс? Вие народот го навредувате, а сакате да ве гласа, а јадете од неговата мака и пот. Ако не се тие земјоделци, тие работници, од што ќе јадат они? Од вазух? Ајде само они нека бидат. Ако министерката прекршок направила, Бујо Расманија навреди и Мила Царовска, и Каракамишева, и новинарите, кој го осуди? Никој. Значи, кај нас има ред такви, што навредуваат, а на големи функции се и никој ништо не му прави. Добре. А за министерката хитно да се смени. Черка ти ќе ја турат, син ти ќе го турат. Не, македонци, почитувајте се, погледнувајте се, размислувајте. Не напаѓајте, не навредувајте. Оти се ќе ви се врати. Не копај гроб на друг, ти ќе паднеш во него. Пријатно и многу фала. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. За оние кои што можеби не се сеќаваат, Преспанскиот договор, односно договорот од Преспа помеѓу Македонија и Грција, или веќе Република Северна Македонија и Илинската република, стапи на сила во оној момент кога Грција изврши ратификација на протоколот за пристапување на Македонија на членство кон НАТО, а тоа беше минатата година, во февруари. Што значи, во оној момент кога Грција го ратификуваше протоколот за членство во НАТО, тогаш стапи на сила и договорот. Веќе со тоа, владата иако во самиот договор нема рок наведен кога треба државните институции, граничните премини и така натаму да бидат променети, да беа променети со новото име, владата тогаш даде рок од некои 7 дена. Но потоа никој никаква проверка не изврши кој каде зошто променил и како променил. Министерството за труд и социјална политика и дополнителната техничка заменик министерка, како и да им се називите сега, на Министерството за труд и социјална политика Санела Шкриел, која објави на Фейсбук дека имало табла. Впрочем, на самата фотографија апла се гледа дека станува збор за банер, кој што е поставен само пред старата табла на Министерството во салата за пресконференции, банер кој што е поставен во многу помал формат од таблата и покриен е со знамиња од страна, задниот дел на таблата, но дека имало промена на таблата, немало, фактички поставен е само банер. Сега, можеби дилемата треба да биде отворена, зошто сегашната техничка министерка за труд и социјална политика Рашела Мизрахи не го користи банерот како што тоа го правила низината претходничка Царовска. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Поздрав до вас и за емисијата. Благодарам, ве поздравувам, повелете. Вака, ја би коментирал ова спасовски бара разрешување на Мизрахи.
Да. Ја не знам зашто жената си стои под Република Македонија. Што е тука да се разрешува? Тоа не можам да го сватам стварно поради промената на уставното име и во практично промената во уставот, фактички самата институција веќе не припаѓа на старото име, туку на новото. Ама добро, ние треба да се огледаме малце на нашите сограѓани албанци. Они си под своето знаме, под своето име Албанија, ако се живеат у Македонија, они се горди. У 12 на ручек која ечат џамиите и у 8 вечер, они се горди. Како се извинувам тоа тема на денешната емисија, господине? Сакам да кажам колку еден народ е горд на своето име. Верското лично чувство за молитва не може да биде паралела за нешто што според уставот е пропишано. Извинете, го помешав, али сакам да кажам колку се горди на своето. Добро. Ние некако жената што застанала под име Република Македонија ќе расчеречиме мајката, да ја разрешиме, па што да направиме, да ја утепаме. Барањето на Спасовски доаѓа по протестната нота од Грција која што беше испратена до нашето Која МНР. протестна нота, тие грците ништо не направиле, требаше да сменат и табли и имиња и све. Јас сега бев во Грчка, ништо, све се пишува Скопје. Сега нас не ни смета тоа, не смета Република Македонија. Да, тоа е веќе друго, тоа може слободно да се бара од Министерство граѓаните кај нас, да бараме од Министерството за надворешни работи да испрати протестна нота до грчкото МНР за неспроведување од нивна страна. Добро, разбирам јас тоа што е преспански договор, ама срамота е толку да се срамиме од Република Македонија, тоа не ми е јасно. Така. Тоа не го разбирам, ама најсериозно не го разбирам. Не можеме да го сватам, може јас сум израснал во Македонија и сега може вие помладите, вие кејф, Добро, вие и како и јас сте израснати во СР Македонија, односно во Социјалистичка Република Македонија, предходно под друго име, дел од постарите. Дополнително сме растени под поранешна Југословенска Република Македонија и така натаму, но добро. Тоа е веќе дискутабилно, кој како си гледа. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Бидејќи ги слушав моите сограѓани, па еве вака, точно е ова господја Рашева се потпиша на уставот со Северна Република Македонија и Спасовски реагира со право. Значи тој е еден човек. Сега, овие сите во парламентот пред 3 години која даваа заклетва, даваа на уставот на Република Македонија. Сите комплет, со исклучок кој не гласаа, знаеме кој, го прекршија тоа заклетвата и го сменија името. Многу уште полошо од една табла. Значи, господине Спасовски, да си се казните прво себе со морал, не со пари. А околу парите, господјата не рече ќе го земам од буџетот. Ние ќе донираме, кои стоиме за ова име. Ако нема господјата пари. Ако ја казнат, ако се дрзнат да ја казнат, нека ја казнат. Власта е во нивни раце. Второ, кој го не почитува оваа господја? Оваа господја, еден човек рече, ова не е незина куќа. Ова е незина куќа, ова е незина држава, ова е незин дом и си го брани домот. И работи по собствено убедување за оваа земја. И благодарам, јас. Една господја праша кој ќе гласа за нив. Господјо, и јас ќе гласам за ВМРО. Има луѓе кои ќе гласат. Вие не се секирете. Вие гласите за оние кои го сакате. И како трето, веднаш да избркаат. Во тој случај, одиме реципроцитет. Веднаш да ги избркаме овие собрание. Пошто се законаа на уставот, него на Република Македонија и сите 80 не го испочитува и го сменија името. А воедно не се легитимна власт. Со 59. И друго, рекла цинизам. Господјата нема цинизам во нејзина, има една насмевка пријатна. Цинизам е Натала Џафери. И на референдумот шо и да изгласате, ние сами ќе си го смениме името. Не е тоа цинизам? Дрскост, безобразлук? Што е тоа? Ако општо некој знае што е цинизам. Господјо министерке, ви благодарам што ја браните оваа земја како што треба. Така. Благодарам за јавувањето. Истече времето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, одма, Петрески Николче, реплика. Да, ве слушам, повелете. Како прво, не знам господјата дали имаше очи или гледаше, како спомна повеќе имиња, дали гледаше или не слушаше или не гледаше, кога 61 пратеник си е прегледала власта. Тоа не е тема на муабет и вие нема што да ја коментирате предходната господја која што се јави. Повелете за темата. Готово. Ве разбирам, ама таа спомна господине Огнен многу. Ве молам, зборувајте за темата без да ја коментирате гледачката. Евака, Спасовски бара да чуе, подхитно треба. Зашто? Јас сум граѓанин на оваа држава, на Македонија, кој се осеќам сега, како што кажавте вие.
човек кој беше роден во Југославија, па Република Македонија, па сега со географска одредница Македонија. Тоа е факт, нема бегање. Подпишано од 81 пратеник. Кој ќе опрекрши законот, секој треба да има одговорност. Спасовски бара разрешување под хитно на господјата Мизрахи. И треба, затоа што првата опомена беше до неа, јавна пред цела македонска јавност и преку сите медиуми. Значи, направила прекршок, да не ја разрешуваат, сепак да размисли, затоа што го крши договорот пред кој е стекнат со Грција, Македонија, Европската заедница и цела Америка. Значи, не смее тоа се прекрши, за тоа има одговорност. Најавата беше од страна на грците, јавно, ќе побарат до сите земји кои се членки на Европската унија, да изабранат влез на таа господја. Затоа и Спасовски треба подхитно разрешување, а ВМРО ДПМН нека си патат кого било, не е никој против, на местото нејзино. Значи, не може таја да го бара моето право да го ускрати за влез во НАТО и Европска унија да прави попречување. А сите тие кои имаат, значи, чип во главата, кои не можат да размислат која е реалноста, која е вистината, како претходната господја мора да спомен, тоа е нивно, нека си гласат каде сакат, никој не е брани. А ние ќе гласаме за Северна Македонија, држава која е безбедна, со имотен лист, пишана во Америка, во Европската заедница и одиме напред, треба да и биде јасно. Народот тоа ќе каже. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Има. Да, ве слушам, повелете. Види, ова е кратко, едно кратко виче 10 секунди. Значи, на темата е поврзана со темата, не е мрсно, посно е. Добро. Гледа татко и син голфче четворка и тама сиромаштија голтари. Тато, кога ќе купиме ние голф четворка, кога ќе излезе голф 18-ка, сине, тогаш ќе купиме голф четворка. Значи, кога ќе дојде 18-ката, таа ќе кошта колку сега четворката. Ми беше муабетов, значи, нашиот јужен сосед е далеку пред нас, а ние само каскаме во едно место и кога ќе дојдеме за да дојдеме до голф четворка, они ќе бидат на 18-ката голф. Така да, ние не можеме да се правиме мангопи, фрајери, со такви сирми и војводи. Така ми делуваше мене, таа сирма војвода таму, и плюс не знам дали од незин джепки ги вади, или ќе префрли некој таму на незино конто 5000 евра. Иначе, малку ќе биде грубо, на клоци, одма, надвор, тргај се од тука. Значи, предходната господја што беше министерка за труд и социјала, тоа банерчето што го кажа ти, си стоеше таму, малку покриена со знаменца. Да. Значи, ако сакала на процедурата, ќе си јава. Просто ако подпишувала таму тие документации за дека ќе биде министерка за труд и социјала, таму на документите убаво си е пишано Република Северна плюс и на другото што е рамковното под него. Сега на тоа како попше си го голтнала, така да не изиграваат јунаци такви како неа, од такви јунаци до овој степен е дотерана државата, од такви јуначишта, патриоти, борци за македонски права, а у ствари све бели у очите и само да грабнат парички. Поздрав, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Едно прашање дали може. Да, повелете. Имате лична карта. На вашата лична карта дали пишува Северна Македонија или Република Македонија? Република Македонија. Па каде е та Северна Македонија? Во уставот, господине. Во кој устав? На кога има Северна Македонија. Кога устав има. Устав имат. Зошто по уставот не се ваѓат личните карти? Ја сега ваѓав лична карта, ми пишува мене Република Македонија, а не Затоа што личните карти ќе се менуваат со новото име од ноември годинава. Ама сега е менав личната карта, нема 10 дена. Затоа ви веламе, ве колегата ме поправи, од септември ќе одат со новото име. Немојте, живи Бога, немојте, не играјте си играчки со народот. Јас не играм играчки со никого, господине, Ама ви кажувам играте дека од со народот. септември ќе биде Не, променето името и во личните документи. Ова господа што располага денеска си игра со народот. Само нека мислат, иди ред на се. Така да ви речем. Добро. Тоа би било се. Благодарам на културата да ме поздравите. Дали има некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Дајте ми мене режија 2 минути тогаш. Ало? Добар ден, повелете, ве слушам. Огнат. Да? Мислам дека сите
така се наслива на жената, толку некултура и невоспитање, не можам да разберам. Што лошо направи госпожа Мизраки? Не ми е уопште јасно. Стварно не е во ред. Јас би те замолила и немој да ми замериш, пошто вчера не можев да добијам, само нема ни пола минутка, сакам да кажам зашто сакава за НАТО што зборуваат сите. Па нека е прочита некој книгата Тишина у Абердаровој од Јанич, да видат 16 луѓе како ги избомбардирава во ваши колеги на Абердарова и ги утепаа сите. Добро, ви благодарам, господјо. Без разлика, значи како за еден, така за сите важат правилата во оваа емисија и токму тоа е и забелешката која што се дава кон техничката министерка за труд и социјална политика, дека правилата важат за сите, особено затоа што договорот е направен и веќе во функција од минатата година по ратификацијата на протоколот. Толку од гледачите режија, имам за читање коментари од интернет доста, така што веќе не вклучуваме гледачи. Анонимен гледач ни пишува, вели, поздрав Огнен, за тебе и за екипата на Очи во очи. Премиерот Оливер е 100% во право со барањето на смена на оваа самобендисана техничка министерка. Таква штета како што направи ДПМНЕ за земјава немаат направено ниту турците, ниту фашистите, завршува анонимниот гледач. Илбер пак ни пишува и вели, поздрав до сите гледачи, Мизрахи подхитно треба да се смени за непослушност и нема потреба да се брани нешто што не треба да се брани. Се знае за послушност, секогаш има и казна, не само за неа, за сите треба да биде исто. Поздрав Илбер. Јовица Т пак ни пишува и вели, држава што ти дава плата и леп да јадеш на таква висока функција, како што е Мизрахија, да не ги почитува уставот и законите, ја не знам што треба повеќе да расправаме. Партиски цели во партија, ова е МТСП, во право е Коцијас, забрана за сите европски земји за Мизрахи, завршува Јовица. Миле Г пак пишува и вели во својата порака, која што се надевам ќе биде отворена наскоро. Да, тешко со интернетот, денеска не се справуваме како што треба. Како и многу често. Да, значи во текот на денешното издание зборувавме за сето ова во однос на протестната нота која што е испратена и барањата од страна на претходниот министер за надворешни работи кој што беше во Грција и дополнително во контекст на сето тоа е и расправата помеѓу техничкиот премиер, техничката министерка и дополнителната техничка заменик министерка. Добро, да, Миле Г ни пишува и вели, Спасовски како премиер може да побара да се разреши некој министер, сега на потек се пратениците, оваа за мене е споредна работа, завршува тој. Ѓоргија С пак пишува и вели, стварно имате многу јавувачи кои се партиски определени, но јас не би сакал да ги критикувам. Но ако живееме во демократска држава и секој има право на свој став и изразување, ако министерката ја затекнала таблата, тогаш се прашувам кој е крив, нека се докаже. Зарем Македонија нема други проблеми, па дојдено е до таблата со почит. Ете тоа. Надица З пак пишува, вели, нека се извини министерката за потегот, поздрав, завршува таа. Тане И пак ни пишува и вели, Тане предолг ви е коментарот, немам време да ви го читам. Извинете, ви имам кажано многу пати да пишувате пократки коментари. Сашо С пишува, вели, Мизрахија постигна целта, ги испровоцира сите од СДС да си кажат дека воопшто не им е жал за старото име. А самите грци кажуваат дека се дури не се започнат реалните преговори, ќе важат старите ознаки, тоест Р Македонија. Па грците не се лутат дотолку колку што нашите се нервираат. Ако не може да се промени името, како што велат од СДС, тогаш зошто се нервираат, а таблата ја донесе од дома министерката или беше таму, тоа е главното прашање. Добро. Гледачка ни пишува, вели Силвана, треба да се разреши, се плашам дека кампањава оваа година ќе биде со многу ниски удари, а навистина ми се смачи од партиокративе. ПС, а платата ја враќали, од Северна Македонија ја прима срамота. Вики Г пишува, заменската министерка има дадено заклетва дека ќе го почитува Уставот на Република Северна Македонија. Неказнетото непочитување на Уставот од страна на еден министер може да предизвика непочитување на Уставот и од сите останати граѓани, завршува таа. Анонимна гледачка вели, анонимна, таков цинизам, таква ароганција од еден министер досега не сум видела, па уште се фали со плаќање на 5000 евра да плати казна, знаели дека го иритира овој македонски народ од кај кога некој нема за леп, завршува анонимната. Режија ќе ми дадете знак со тргање на насловот кога треба да завршувам. Ристека пак вели,
се продолжува со зулумите, малку им беше 11 години ја уназади ја унаказија државата и сега се продолжува овоа ДПМН е најголемо зло на овој народ. Тони ипак пишува, името на државата Република Македонија го избриша и никому сега за сега ништо, а за таблата измислувате научни трудови мизерија, завршува Тони. И Иван А пак вели, ваква ароганција и подсмев е недопустлив, каде најде само таа од сите министри да не го почитува уставот. Ја прашувам дотичната госпоѓа зошто прифатила да е министер и пред народот се заколнала дека ќе го почитува уставот, а за тоа и уставното име на Република Северна Македонија. Не е точно дека нема нова табла, Мила Царовска држеше прес конференции пред новиот банер со новото уставно име. Но едното е банер, другото е табла. Тони М пак пишува да сум на местото на Спасовски, ќе ја оставам министерката да се глупира, тоа им иде во прилог на СДСМ. Поздрав Огнен и мислам дека имаме уште еден последен коментар. Тихомир В пишува, поздрав, јас мислам дека непочитувањето на уставот на една држава е кривично дело, завршува тој. Режија, готови сме? Имаме време за уште еден гледач? Не ве разбирам. Минута, значи да се одјавиме. Добро. Ви благодарам на вниманието, за јавувањата и за пораките кои што ги испративте во текот на денешното издание. Останете со телевизијата 24, бидејќи во продолжение следува дневникот во 17 часот. Со мене се гледаме утре. Пријатно.